Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за романот Три Марии од Оливера Ќурвезировска. Оливера овој роман го издаде лани во 2025 година, а сега, само пред неколку недели, за истиот роман ја доби наградата Роман на годината за 2025 во организација на Фондацијата Славко Јаневски. Му пристапив на романов без предзнаење, без очекувања, освен позната ми беше само алузијата на Две Марии од Славко Јаневски. А овој е трет роман на Оливера, земав да го прочитам, ми се допадна и одлучив да ги споделам со вас моите впечатоци и со тоа што ќе се фокусирам веројатно повеќе на еден аспект или еден квалитет на романот што мислам дека го прави добар и убав за читање. А пред да продолжам да кажам дека ова издание на Арс Либрис, меѓутоа она што ми е многу кул и што ми се допаѓа е што ова на корицата е слика од Славко Јаневски, значи Славко Јаневски меѓу другото беше и сликар, со тоа што дизајнерот Марко Трпевски ја земал како подлога, ја направил ова убава корица и баш ми е супер што ова е слика од Јаневски, со тоа што ова е омаш на Славко Јаневски, меѓутоа уште на самиот старт мислам дека е добро да се разјасни дека ова нема никаква директна поврзаност со Две Марии од Славко Јаневски, не е ова некаква преработка или на дополнување или некаква интерпретација на тој негов роман, за кој што имам снимено видео пред неколку години и ќе го ставам линкот до видеото при крајот некаде на ова видео. Тука ќе биде или тука ќе се појави. Три Марии е поделен на три дела, со тоа што секој дел се фокусира на една Марија. Првиот дел се фокусира на една жена по име Марија Пребирлиева, вториот на Марија Зара и третиот дел се фокусира на Марија Деспотовска Солев. Со тоа што секој од овие делови е поделен на три поглавја. Првото поглавје секогаш е пократко во сите овие три дела и функционира како еден добра јадица, добар хук да ве вовлече во приказната и мислам дека тоа успешно го прави Оливера. Второто поглавје во овие делови е малку поопширно и тука се развива, тука е средиштето на приказната, за да во третото поглавје на некој начин во некој има разрешница, во некој нема разрешница, би рекол, меѓутоа сепак има едно заокружување на секој од овие приказни, се создава една, би рекол, убава структура и една симетрија. И друг еден момент интересен е што секој од овие делови првиот е раскажан во трето лице, вториот за Марија Зара е раскажан во прво лице и третиот е во второ лице, што мислам дека на романот му дава една можеби разновидност, повеќе обстојавитост некоја што прави да звучи убедливо и да овие сите три Марии не се копи-пейст една на друга. Има различна динамика во секој од овие делови, различен глас, различни ситуации во кои што се наоѓаат овие жени. Сега да, ова се засебни, независни животни приказни на три различни жени што го носат, што го делат името Марија, и тоа сепак има една точка која што ги спојува. А тоа е станот кој што сакаат да го изнајмат затоа што секој од нив се обидува да започне нешто ново или да побегне, да излезе од некоја ситуација во која што се наоѓа или можеби да побегне од минатото, од сеќавањата и да започне нов живот и сите во одреден момент, различен момент, се обидуваат, сакаат да го изнамат тој стан во скопската населба Капиштец на улица Народен фронт. Меѓутоа човекот што го издава станот, замислете се, вика Славко и во шпајзот има на една од полиците неколку десетина примероци од книга од романот Две Марии. Кој би можел да биде овој Славко и на кого се алудира тука? Шала на страна, мислам дека убаво се спојени овие приказни, ако тоа може да биде малку тоа експериментирање кога се поврзуваат различни приказни во една целина и кога тоа се прави роман, тоа може да изгледа некош како поврзување на различни раскази кои што се многу тенка и ничка се поврзани, меѓутоа и тоа знае да биде ризично и да не изгледа добро на крај, меѓутоа мислам дека Оливера фино го споила тоа, иако и целата таа игра со Славко, Две Марии и така натаму, мислам дека успешно функционира. Како што кажав, ова се три независни приказни на три жени, на три Марии, раскажани со различна интензитет, различна динамика, всушност и самите нивни животи се такви различни се, меѓутоа она што го делат сите овие, она што го спојува романот и што го прави така како кохерентна целина, е што сите овие жени во нивните љубовни односи со нивните партнери
се внесуваат целосно и интензивно. Тоа е она што го делат и тоа прави и да доживеат убави моменти, меѓутоа и да доживеат моменти на страдање, па и на изневерување, на прелюба и така натаму. Значи, сите и Марија Прибирлиева, и Марија Зара, и Марија Деспотовска Солев влегуваат целосно, интензивно, се даваат во љубовта, а тоа прави, ќе видите, на различни начини кај нив да се одигра тоа и да им донесе и страдање, што во одреден момент може би ќе направи да посакаат да побегнат од ситуацијата во која што се наоѓаат. Кога почна романот, особено во првиот дел, што е поопширен, таму ни е дадена баш една цела животна приказна за Марија Прибирлиева. Кога почна приказната, почна интензивно и ме вовлече во приказната и почна да се раскажува на начин, можеби и за време или некои емоции ми се побудија што се активираше детекторот за македонска тегобност или депресија, кој ќе рече нешто депресивно. Меѓутоа како што продолжи и романот и другите приказни, сватив дека не се сите исто раскажени со истони, тој детекторот се источи и после беше се окей, со тоа што, како што кажав, не се сите на ист начин раскажани. Последната приказна особено е сосема модерна и интензивна и динамична. Секоја од овие жени се наоѓа во различна ситуација, во различна љубовна динамика со нивните партнери, со тоа што кај првата, особено тоа може би малку и по, дури како читатели, кога читаме за Марија Прибирлиева, за оно што се случува во нејзиниот живот, за траумите што ги носи, некои трауми, сеќавања од детството што ги носи, се прашуваме дали нејзиното однесување може би е подсвесно казна за мајката или казна за таткото, некаква одмазда, што се случува кај неа. Меѓутоа и како читатели, може би од надвор, нели, кога се гледа, ќе кажем, па добро, зошто го правиш ова или и така натаму. Меѓутоа љубовта е таква, љубовта и во овој роман ќе видиме дека љубовта е интензивно чувство, љубовта е интензивна и прави да целосно се влесе човек, знаејќи ги ризиците, познавајќи ги, знаејќи дека може човек, дека секој од овие Марии да биде повредена, меѓутоа сепак сите три, како што кажав, го делат тоа интензивно чувство на љубење и во љубовта. Тоа го обединува романот и ги прави, да не правам спойлери, сега ќе видите за какви приказни станува збор. Меѓутоа, што кажав дека сакам накратко се фокусирам на едно нешто што успешно функционира тука е што една драматичност и филмски квалитет кој што го има во некои сцени, особено што ме потсетија на филмски сцени и го оживеа, некои делови многу ги оживеа и ги направија живописни и шарени. Да речеме, ќе издвојам неколку сцени, меѓутоа ќе пробам да не ги претворам во спойлери, затоа што на самиот почеток на романот во првиот дел замислете си една скопска раскрсница некаде кај Капиштец, кај Рузвелт, тоа не морам да ја замислам, мислам, знам каде е раскрсницата и можам да си замислам камера која што одзумира и се движи нагоре, и има собраќајка, има судар меѓу возила, има едно бело комби, има пакети расфрлени, има крв на асфалтот, има од еден пакет излегува едно црвено веленце, наречено тоа е црвено килимче, кој што всушност подоцна гледаме дека има тоа е клучен символ или клучен предмет во целата, па би рекол, животна приказна. Тоа е една моќна сцена и не знам зашто прва асоциација што ми дојде и ме потсети на Аморес Перос од Инариту, каде што сите 3-4 колажен филм, каде што 3-4 приказни во еден момент во филмот се соединуваат, се спојуваат на една раскрсница во Мексико Сити. И не знам зашто ми дојде, ме асоцираше на тој филм, значи моќно изгледа тоа. Или една сцена во која што гледам еден човек, можам да си го замислам тоа, од горе снима камерата, еден човек кој што лежи, е облечен целиот е болен и до него лежи една жена која што зема да го кити, како еден фолклорен момент, кој што се враќа од незиното детство, го кити како младоженец, затоа што младоженецот се кити, со пари го кити и таа легнува покрај него гола во еден многу чуден, тажно, евокативен момент. И таа ги зема, го кити со пари, ги зема, ги фрла парите нагоре кон таванот и баш таму пишува како во ефтин криминалистички филм. И таа сцена многу моќно функционира и мене ми се допадна. И третата сцена, или се мислам една од тие две сцени во еден од тие делови,
каде што гледаме еден руфтоп ресторан, каде што се гледа во Скопје, се гледа градот и ноќе истрчува на кровот невеста која што со разлеана шминка, целата задишана трча таму, расплакана липа, едноставно како силуета може да си ја замислам на тој кров, како што во фрустрација, гнев, љубомора се впушта и спремна да му се даде да има секс со еден тотален странец кој што ќе, да не ви правам спойлери, ќе го најде таму на таа сценери каде што можеби младоженците во љубомора, без некаков си сексуален нагон и страст, забораваат на сите околу нив, се фрлаат на масата, тортата, лета и така натаму. Значи тоа се доста драматични, интересни сцени кои што ми се допаѓа што Оливера ги ставила во романот и го разигруваат и го прават пошарен, повеќе димензионален, и тој филмски аспект, некако тој филмски квалитет ми се издвои и ми се допадна. А да не ја должам работава, значи ова беше на кратка ориентација за Три Марии, како функционира. Она што мислам дека јас е квалитет на романот, особено овој момент што ми се истакне, што сакав да го потенцирам, тој филмски квалитет, тие филмски сцени кои што ги наоѓаме. Ви го препорачувам Три Марии од Оливера Ќорвезировска. Пишете ми ако сте го прочитале какви се вашите импресии, или откако ќе го прочитате, пишете ми што ви се допадна, можеби што не ви се допадна, како го доживеавте овој роман на годината за 2025 година. Чувајте се гледаме со наредното видео. Чао!